Министерството за финансии на Република Македонија и додели на општина Крива Паланка заем во вредност од 51,6 милиони денари за изградба и реконструкција на улици во градот, како и набавка на нова опрема за јавни услуги за јавното претпријатие Комуналец. Договорот за подзаем беше потпишан на 29 ноември 2012 помеѓу општина Крива Паланка, представувана од градоначалникот Арсенчо Алексовски, и Министерството за финансии на Република Македонија, представувано од министерот Зоран Ставревски. Со оглед на тоа дека голем дел од патната инфраструктура од градот е во лоша состојба, а граѓаните на Крива Паланка секојдневно се справуваат со овој проблем како што знаат и умеат, Златен Канал го посети градоначалникот на општината за од прва рака да им ги пренесе информациите на жителите, кои сигурно со нетрпение очекуваат да слушнат за кои улици станува збор. Се работи за реконструкција и рехабилитација на две улици. Тоа е Никола Тесла улицата и Пиринска, односно улицата од до Ловачки, бидејќи нели постоеше некој асфалт каков таков, се работи за реконструкција, и улицата од која е калдрмата од социјално нагоре према Чука со двата крака, значи на Никола Тесла, а другите се изградба. Тука ќе би ги споменал улицата Горан Стојановски, значи тоа е улицата која е карши фабриката Карпош. Знаеме дека тука на овој дел имаме големи проблеми со наноси, секогаш еви и денеска да поминете после вчерашниот дожд, тука имаме огромни наноси на земја и затоа сметам дека требаше оваа улица да влезе како улица која ќе се асфалтира. Потоа улицата Климент Охридски, тоа е улицата према населба Скрљава од позади кантина, улицата Наско Тамбурков во населбата Илинда, улицата Осоговска со двата крака. Сите овие улици беа во катастрофално лоша состојба и се работи за улици кои ги користат огромен дел од населението. И улицата Никола Тесла, значи како што реков, тоа е улицата од социјално према Чука, и тука од левиот брег на Крива река доаѓа и улицата Пиринска, односно улицата која е према Ловачки дом, стариот Ловачки дом. Од десната страна на Крива река, значи предвидено е изградба на мостот кој ја спојува населбата Лозаново, бидејќи тоа навистина беше некоја црна точка или лошо изведено решение. Имавме пропусти, па на некој начин запишување на тие пропусти, па проблеми, па доаѓа. И затоа се пристапи кон изработка на проект, го направивме проектот со едно мостовско решение, кое навистина ќе биде модерно и решение кое ќе биде за век. Во населбата Лозаново е предвидено асфалтирање на улицата Билинска и предвидено исто така во населбата Девјанско мала, Девјанска улица да се асфалтира, тоа е после улицата Македонска нагоре продолжува до долот. Значи, овие се 9 улици кои сметавме дека се необходни да се решат, затоа што во овој дел навистина живее доста голем број на население, потребно е. Советот на општина Крива Паланка донесе одлука, првична одлука за задолжување во февруари месец и во 10 месец исто така донесовме конечна одлука за задолжување, за прифаќање, така да, еве, на моје задоволство и на задоволство на сите граѓани, нашето барање е прифатено од страна на Министерството за финансии и од страна на Светската банка, удоволено е и ние веќе ќе почнеме со реализација на овој дел. Светската банка ги пропишува и условите за искористување на средствата, а според договорот за подзаем, покрај повластената либор каматна стапка која изнесува помалку од 1%, пропишани се и роковите за имплементација на проектите за чија намена се одобрени средствата. Подпишавме договорот за заем, веќе од страна на Светска банка, односно од Министерството за финансии, имаме и определен тајминг према кој ние како општина мораме да се придржуваме. До 10 декември, значи, треба да ја спремиме тендерската документација, истата треба да биде пратена до Светска банка на проверка. Ова зборам за улиците. Огласот треба да се распиша до 25 декември 2012 година, отварањето на понудите е до 25 јануари 2013 година, евалуација на извештајот кој треба да се испрати до Светска банка е до 30 јануари 2013 година, подпишување на договорот
е до 10 февруари 2013 година и очекувано завршување по овој договор е до 10 февруари 2014 година, што сметам дека многу порано ќе се заврши. Сметам дека во текот на летниот период овие улици ќе бидат асфалтирани идната година. Што се однесува до вториот тендер кој ќе биде објавен за обезбедување на нова опрема за јавни услуги на јавното предпријатие, тендерската документација треба да се испрати до 30 ноември 2012, тоа е до денеска, значи таа е веќе спремна, ние ја праќаме до Светска банка. Огласот треба да биде распишен до 15 декември 2012 година. Евалуација на извештајот кој треба да се испрати до Светска банка до 20 јануари и подпишување на договорот е до 30 јануари 2013 година, а машините треба да пристигнат во округот на Комуналец на 30 април 2013 година. Значи, ние со самото подпишување на овој договор веќе сме врзани со рокови, во кои рокови треба да направиме набавка и во кои рокови треба да извршиме изградба. Подготовките за исполнување на условите за заем во општината отпочнаа со предлог одлуката на Советот во февруари 2012, а конечната одлука за задолжување на општината беше донесена во октомври. Потоа администрацијата пристапи кон изработка на проекти, физибилити студија и останати пропратни документи и елаборати, за да конечно на крајот од ноември биде подпишан договорот, вели градоначалникот Алексовски. Владата овие средства ги дава на општините под истите услови под кои владата ги зема. Тоа станува збор, значи, за враќање на 13 годишно враќање, кредит од 13 години враќање, со 3 години грейс период и либор каматна стапка, која во моментот е испод 1%. Значи, се работи за исклучително поволни услови кои ги зимаме, односно кои владата ги зима, а нас не ги дава како подзаем, и мислам дека ова е работа која навистина е поволна за нашата општина. Она што сакам да го споменам тука, неколку пати беше споменувано од страната на опозицијата дека еве градоначалникот прави ново задолжување на граѓаните и граѓаните се тие кои ги го отплаќаат. Јас сакам да ги известам сите граѓани дека за овој дел, за овој кредит, значи веќе јас имам припремено конструкција на враќање. Значи ова ќе се враќа од средствата кои ќе ги добиваме од мини хидроелектраните. Ние како општина имаме склучено договор за јавно-приватно партнерство со Хидроосогово за изградба на мини хидроелектрани и од тие мини хидроелектрани ќе добиваме годишно од 60 до 70.000 евра. Годишниот ануитет на овие средства е околу 45.000 евра, што значи дека не станува збор за нови средства кои граѓаните ќе ги плаќаат, него станува збор, јас често пати и на седница на Совет и вака во јавноста кажувам дека горд сум со проектот за мини хидроелектраните, затоа што како градоначалник успеав да направам бизнис на општината. Општината да добива средства кои никогаш нити се планирани, нити некој ги планирал, нити биле предвидени од тие средства ќе се враќаат парите на Светска банка. Кога го правевме проектот за јавно-приватно партнерство, ние кога разговаравме и мојата замисла беше да тие средства бидат повторно во општината, да не ги користиме тие средства туку за инфраструктурата, сепак тоа не се мали средства, но тоа се сепак средства кои на некој начин се едната од две градски улици. И еве, токму за тој дел ги користим. Мислам дека нашата општина е во катастрофална состојба со градските улици. Мислам дека секаде во општината има потреба од интервенција, секаде во општината има потреба од ставање на асфалт. Ние веќе и со буџетски средства поставуваме, асфалтираме дел од улиците, како што е Ристена Гогова, дел од Македонска, во населбо Белево исто се асфалтират од буџетски средства, асфалтиравме во Бегови Бавчи, асфалтиравме Коце Металец, значи неколку улици може слободно да кажам, за мојот мандат веќе се асфалтирани од буџетски средства, но сметам дека треба да се асфалтираат уште градски улици, каде што живее голем дел од населението на градот. Ја не викам дека не треба да се асфалтираат и во селата. Секаде треба да се асфалтираат. Еве, тоа е и примерот што покажав за асфалтирањето во село Коноплица. Село Коноплица се асфалтира целата улица од почетокот до крајот. Значи, асфалтиравме
од домот до црквата Свети Теодор Тирон. Сега поднесовме проект за асфалтирање на улицата од Деловодска мала до асфалтот доле, што значи тој проект некаде веќе имам најава дека не е одобрен, и што значи дека и тука инвестираме, но сепак мислам дека и тука живее голем број на населението. Онаму каде што живеат луѓе, онаму каде што има најголеми потешкоти со комуникација на луѓето, со движење на луѓето, тука треба да обрнеме посебно внимание. Ние како општина од февруар месец до сега интензивно работиме на тоа. Значи немавме ни еден проект за ова. Моравме да направиме проекти, моравме по однос на проектите да направиме ревизија на проектите, моравме да направиме елаборат за заштита на животната средина и на крајот физибилити студија, која физибилити студија ја доставивме до Светска банка, и истата физибилити студија ни беше одобрена и по истата физибилити студија беа одобрени средства. Значи се работи за еден проект кој веќе подолго време го работиме, проект кој веќе подолго време е вклучена општинската администрација на работа во него за консултирање со Светска банка, консултирање со Министерството за финансии, со многу чести контакти, многу често, и еве на крајот финиширавме со одобрување на овој проект, и на мое огромно задоволство мислам дека со овој проект ќе направиме доста добра работа за граѓаните на Крива Паланка, а воедно сите знаеме дека и јавното претпријатие Комуналец има недостаток со градежни машини, односно недостаток со возила, така да еве и за нив побаравме кредит и за доопремување на јавното претпријатие Комуналец. Истите ќе го користат под истите услови, значи под каматната стапка која е од Либор, односно предвидена 0,9-0,8%, не знам во моментот колку е, но е сепак една од најповолните, ако не и најповолна каматна стапка која во моментот е на нашите простори во Македонија. Приоритет на секоја општинска активност е подобрување на животот на населението. Па во разговорот, некако природно, се наметна и прашањето за долгиот период на исчекување кој го минаа жителите кои гравитираат во овие населени места, каде конечно ќе се асфалтираат улиците. Останува само да се слушне мислењето на граѓаните. Предпоставувам дека е најважно, бидејќи задоволството ќе биде на нивна страна на крајот. Понекогаш, кога бевме гости во општинската зграда, имавме прилика да ги сретнеме граѓаните кои што приговараа за дел од овие улици кои што еве сега веќе ќе се асфалтираат. Тогаш вие побаравте тие да бидат трпеливи. Се надевам дека чекањето им се исплатеше. Јас мислам дека сите оние граѓани кои живеат на овие услови ќе имаат задоволство за ова. Оние кои не живеат ќе бидат нетрпеливи, еве зошто кај нас не се асфалтира. Не можеме ние се одеднаш, ние ќе асфалтираме дел по дел. И јас, како што рековте, имаше и од граѓаните, имаше и на минатата седница на Советот на општина Крива Паланка, баш од советникот Стаѓана Беѓарова советничко прашање за кога ќе бидат асфалтирани овие улици кои се во мојата изборна програма. Еве сега јавно преку медиумот сакам да известам дека она што сум го ветил, јас ќе го остварам, и мојата изборна програма минатата што беше се остварува и се реализира. Значи, овие улици се дел од изборната програма и јас она што го ветувам го реализирам. Впрочем, и свесен сум дека сум продолжена рака на една власт која ќе вети мора тоа да го исполни. Со обезбедените средства, општината ќе изврши реконструкција на 9 постојни улици во градот. Никола Тесла Левкрак, Дивјанска, Пиринска, Билинска, Осоговска, Двата крака, Наско Тамбурков, Климент Охридски и Горан Стојановски, како и изградба на мост на локалитетот Куковдол. Според предвидениот план, со обезбедените средства, само на 2 улици ќе биде извршена реконструкција и рехабилитација, додека 7 улици комплетно ќе бидат изградени и уредени, зашто ќе бидат потрошени околу 80% од вкупниот заем на општината, додека 20% од средствата се наменети за набавка на опрема на јавното претпријатие Комуналец. Опремата ќе служи за извршување на работните активности во доменот на надлежностите на јавното претпријатие, одржување и поправка на дефекти во водоводната мрежа, собирање и отстранување на отпад од диви депонии, одржување на локалната депонија, како и одржување на локалните патишта и улици, особено во зимскиот период. За ова деталите ќе ги дознаеме деновиве од одговорните во јавното претпријатие Комуналец. По разговорот со градоначалникот заминавме на терен.
документирајќи ја постојната состојба на сите горе споменати улици кои ќе бидат реконструирани и изградени, со особен акцент на делот каде ќе биде изграден мостот на преминот од улицата Херој Карпош кон населбата Лозаново. Се наоѓаме на врската помеѓу улицата Херој Карпош и населбата Лозаново. Токму овде, на популарно наречениот Куков дол, ќе се изгради мост со средствата кои што општината ги обезбеди со заем од Светска банка. Разговараме со градежен инженер господин Никола Граматиков, работен во општината. Кажете ми, овде е предвидено да се изведе решение кое што ќе биде многу функционално. Овој дол кој што на моменти наидуваше, имаше наноси на овој дел од патот, веќе ќе биде решен со мост. Како е предвидено да изгледа сето тоа? Во рамките на проектот за подобрување на општинските услуги, покрај 9 улици за кои што е предвидено реконструкција и рехабилитација и целосна изградба на 7, предвидена изградба на армирано-бетонски мост на овој локалитет, така наречен Куков дол, кој што представува главна врска помеѓу улицата Херој Карпош и Лозаново и кој што поврзува две населени области кај кои што има голема фреквенција на население, сообраќај и кај што во последните години особено имаме големи проблеми со нормалното одвивање на сообраќајот. Пред некоја година кога беа обилните дождови и поплавите во Крива Паланка, дури населбата Лозаново беше неколку дена практично отсечена од другиот дел на градот, поради надоаѓањето на Куков дол, нерешеното и нерегулираното корито на самиот дол и немањето на премин преку долот, односно немањето на објект кој што би бил по сите стандарди на кој што нормално може да се одвива сообраќај. Со одлуката на Советот на општината беше предвидено, значи овде да се реши ова горливо прашање за граѓаните и на ова место да никне современ армирано-бетонски мост. Ќе биде со должина од 8 метри, ширина исто така од околу 8 метри со предвидени тротоари, значи ќе има армирано-бетонска коловозна плоча со дебелина од околу 50 сантиметри. Ќе има масивни бетонски столбови со крила и се на се ќе добиеме едно современо решение и мислиме дека во иднина за долг период ќе го решиме проблемот со пристапот до населба Лозаново. Говориме за решавање на горливи, долгогодишни, да не речам децениски проблеми на граѓаните од овие населени места. Споменавте, нашата општина е една од првите кои што аплицира за добивање на ваков кредит по одредбите, како што спомнавте, од втората транша? Па да, ова е веќе заем од втората транша од кредитот на Светска банка. Ние ги почнавме подготовките за апликација на овој кредит многу рано, мислам уште во текот на втори месец, додека комплетно одобрувањето на втората транша на кредитот за цела држава беше некаде во 8 месец, во август. Меѓутоа, подготовките за еден ваков подзаем траат доста долго, значи треба да се подготви обемна техничка документација, треба да се направат физибилити студии, да се одржат потребните јавни расправи со граѓаните, сето тоа да помине преку формални одлуки на Советот на општината, така да тоа е една процедура која што трае еден извесен период. Ние успеавме таа процедура колку е можно да ја скратиме, да ја забрзаме, така да веќе дојдовме до моментот на потпишување на договорот за подзаем. Во април месец наредната година ќе почне градбата на сите овие улици и на овој мост. Меѓународната банка за реконструкција и развој, позната како Светска банка, е меѓународна организација чија примарна цел била финансирање на земјите разурнати од Втората светска војна. Сега, целта на Светската банка е борба против мито и корупција преку финансирање на државите. Работата на Светската банка е регулирана преку исплата на пари од страна на земјите членки. Моментните активности на Светската банка се фокусирани на земјите во развој, на полиња како образование, земјоделство и индустрија. Таа обезбедува заеми на земјите членки кои се во финансиска потешкотија. Во контекст на тоа, владата на Република Македонија како дел од проектот за подобрување на општинските услуги од Светската банка обезбеди $50 милиони за помош на општините. Досега се склучени 26 договори во рамки на овој проект со 24 општини од Македонија.